Слушај ваму. Црквата не повика. Ја не паметам во моето 6-7 децениско битисување да излегол архиепископот на мојата црква и да го повика народот. Да го повика народот да излезе и да се собере. Црквата не повикува на протести. Никогаш. Црквата собира. Она е соборна. Црквата прави собор. Народен собор. Зошто? Црквата, како и сите институции, владини и невладини, си се залага за своите, се залага за народот, се залага за своите верници и кога ќе се исцрпат сите начини за една праведна борба да добие некаква форма, кога гледат дека се заради интересите на неколкумина се занемаруваат интересите на многумина е мал збор да се каже, црквата повикува на таков народен собир да гласно едни со други се слушнеме, иако црквата еднаш кажува во историјата, еднаш како за името, како за идентитетот, они не се министерство, па 3 пати на ден да искачаат, или партија, па со нивни портпароли да ги реафирмираат ставовите по милион пати. Затоа што нивниот збор тежи. Знаете како, ние во црквата, бидејќи црква не е свештенството, нити се монасите, нити се верниците, туку сите заедно. Не знам како да ви опишам подобро, освен да ви кажам како војска. Дали војската е генерал штабот? Она е дел од војската. Војниците обични, офицерите, логистика, така и црквата. Најдобро така да ја перцепирате. Како таква институција, која не е државни владин, она има право на став. Ја како верник се одзвав на повикот. Ја не излегувам на протести. Не излегувам затоа што обично ги злоупотребуваат после протестите со мене. Јас сум небитниот, ама кога ќе направам нешто битно, тогаш многу джева се дига. И затоа велам подобро да се повлечам, да не направам беља, но кога ќе ме повика црквата, ја тогаш не се двоумам. Бев таму, излегов. Дадов поддршка затоа што верувам дека тие луѓе никогаш од лукративни, никогаш од себични, никогаш од политички, верувам дека моите браќа и сестри и свештенство и верници ова не го прават од такви ниски побуди и страсти, туку од едно чувство дека нашите семејства, нашите деца се загрозени. Многумина се побунија после овој повик. Она што ми е интересно е да сега заклучам, што прво се заблагодарувам на големите партии како што се ДУИ, СДСМ, ВМРО, кои не дадоа ни директно поддршка, нити оддршка, нити повикаа против, нити влегоа во конфликт со црквата, затоа што на тој протест беа представници од католичката, од протестантската, од сите христијански религии кои се представени на една или друга форма во Македонија. Дека ова за што се залага, значи гледам да поедноставувам крајно, ова за што се залага Македонската православна црква е истото што го потпишаа заедно со исламската и еврејската заедница. Тоа значи дека загриженоста на најголемите религии во Македонија е голема. Кога они се загрижени, кому ќе му верувате?
ќе им верувате на овие NGO кои вриштат, пиштат и сега на крај каков е нивниот дискурс? Дека црквата е ретроградна, дека ние сме патриархални, дека жените во нашето општество или нам ни се проповедало дека жените се во робство. Еве, да ги парафразирам нивните тези. Знаете што ќе им кажам? Само една работа. За разлика од вас, ние се поклонуваме на нашите жени. Ние ги целиваме иконите на нашите светителки. Света Лидија, Света Петка и пред се Пресвета Богородица. Жената кај нас е култ, што год вие да кажете. Тоа што сте атеисти, што не верувате, тоа е ваш проблем. Немојте вашиот проблем да го пресликувате кај нас. И да им се заблагодарам пред се на сите оние невладини и оние ботови кои срамежливо во името на власта глуми дека не дава поддршка или не се меша, но сепак оние кои се корифеи на власта, кои се мегафони на власта, многу вулгарно се обратија спрема верниците и спрема црквата. Ја да ви кажам, очигледно дека сум созрел со годините, порано жестоко им враќав, повторно се реафирмира оној вулгарен став, црквата да одјебе. Поздрав до 42-ка, тоа е класичен удбашки, СДСМовски бот на Твитер, кој само е таму да навредува се што не е во рамките на неговата партија. Во ред, сакам само да кажам дека не и сличните, како на Бужаровска кога изјави, на портали го објавивме, Република го објави тоа, дека сега после ова дека на денот на протестот најмрачното ќе излегло на улица. Ја велам дека најмрачното се појави на социјалните мрежи после овој протест. Овој протест ги затекна затоа што беше мирен, достоинствен, дека тезите и пораките од него беа рационални, дека сите оние сценарија дека ќе имало омраза, ќе имало инциденти паднаа во вода. Партиите беа многу внимателни, иако имаме ние демохристијански ориентирани партии, да не директно се вмешуваат, туку малце по-прибрано, по-интровертно да ја даат таа поддршка за да не се злоупотреби. Знаете, мислам дека многу лесно ќе беше да излезеше раководството на ВМРО ДПМН и да рече даваме поддршка на протестот, сите ВМРО-вци да излезат. Тоа само но очигледно дека партијата е многу поважно народот, децата, семејството, од што себе промоцијата. Ова е голем плюс за нив, иако видов таму доста од разни општини дојдоа, се организира и така натаму, но не мафтаа со ниедно партиско знаме, со никакви партиски, дури неколку партии, представници кои беа присутни таму од помалите партии, гледаа да бидат не многу експонирани, што и така треба. Не можеш да си поголем од Бога, не можеш да си поголем од оваа црква која 2000 години трпела. И уште еднаш да кажам, благодарам за навредите. Немате појма, замислете само, немате појма колку сум среќен. Ја искрено, тоа ми беше преска мислата, дека сум созрел, дека не чувствувам гнев на такви навреди. Порано знаеше да ме удри, да ме кикне адреналин, ама сега не. Сега сум благодарен. Знаете како? Благодарен сум затоа што и јас лично чувствувам дека е ова добро. Кога такви ликови, такви организации, кои се малициозни, кои своите лукративни цели, кои се замачкани и поплочани со добри намери,
кога се наоѓаат во тесно, користат многу многу низок примитивен вокабулар, такви малициозни навреди. Црквата да одиебе. Фала, на следниот собор ќе се консултираме. Со задоволство ќе ве разговараме. Боже, прости им, не знаат што прават. Ама кога ќе ве пукне по глава, ние ќе бидеме првите кои ќе се помолиме за милост, затоа што пак велиме, прости им Боже, не знаат што прават. Слушај, баба.